Кумановци деновиве имаат можност во галеријата при Музеј Куманово да ја посетат изложбата Убавините на планетата, која обединува 63 уметници од 25 различни земји. На поставката се представени најразлични техники и медиуми, од сликарство и фотографија до дигитална уметност, калиграфија и дизајн. Организаторите истакнуваа дека целта е преку уметноста да се прикаже богатството на културите и природата, но и да се поттикне размислување за нивната заштита. Настанот се реализира со поддршка на Институтот Иран, институција која со години работи на меѓународно поврзување на уметници и промоција на креативни таленти. Со своето долгогодишно искуство и присуство на бројни престижни настани во Европа, Азија и Америка, Институтот има значајна улога во поттикнување на културниот диалог. Еден од кураторите на изложбата е и кумановката Јаготка Томовска, професорка во пензија, чиешто дело е дел од меѓународната изложба. На изложбата се присутни 63 дела, се поставени 63 дела, од, да не кажем, од сите земји, од разни земји ширум светот. Меѓу другото има и од Македонија, мислам, наши уметници, и тоа ме радува и пожелувам на нашите уметници што повеќе да учествуваат на ваков вид изложби, за да ја промовираме нашата татковина Република Северна Македонија ширум светот, а всушност и на мене ми беше тоа идејата кога прифатив да бидам куратор на оваа изложба. Што се однесува до нашата соработка, таа почна уште во 2016 година, кога ја организиравме изложбата Нашата Фукушима, каде што исто така јас бев куратор. А бев куратор затоа што ја преведов книгата по која се правеа делата, Таро Аизу, мој драг пријател, кој ни беше на гости во Македонија, и тој предложил јас да бидам еден од кураторите на изложбата. Од тогаш, значи, почна ова соработка, а Абдолреза Рабети е еден од учесниците на претходната изложба, на чиешто дела јас се восхитував и често пати со него имав конверзација преку месенџер и ги искажував моите чувства кон неговата, мислам, уметност. И тој така дошол до идеја да ме предложи мене, со оглед дека познавам повеќе јазици и ќе можам да контактирам, а и контактирав со уметници од целиот свет. Значи, целата кореспонденција јас ја водев. Целта на оваа изложба го покажува самиот наслов, незин наслов. The Beauties of the Planet. Значи, убавините на планетата. Со ова се праќа порака, значи, да не кажам еколошка порака, да ја чуваме планетата, бидејќи таа не е нешто што со векови, со милиарди години може да опстане, доколку ние не ја чуваме. Значи, треба да бидеме сите еколози, да се грижиме за планетата, да гасови да не се испуштат, отпадоци да не се фрлаат. Значи, можеме ние многу да направиме за чувување на нашата планета, за незините убавини и всушност за незината задача да го чува нашето здравје. На оваа изложба учествуваат повеќе наши уметници. Моето дело, јас го нареков Убавините на планетата и имавме и задача да направиме по една песна, мала, Катран се вика, која е составена од 4 стиха. Јас мојата песничка ја прочитав за време на отварањето на изложбата и ја нареков нашата планета како нашата мајка, нашиот татко и дека треба да ја чуваме планетата. И повеќе уметници испратија исто така нивни видеа на кои што се представуваат, го представуваат својот лик, своето дело, а и напишале песничка за планетата. Мојата слика е во акрил, значи, мислам, на платно, и една, да не кажам, јас секогаш сакам нешто да измислам, нешто ново, може би тоа и постои, да ги попрскам, значи, планетите, месечината, земјата и сонцето со сјај
за да тоа сјае како што сјаат звездите на небото, како што сјае самата планета. Јас мислам дека за мене конкретно Бог го сметам сонцето. Бидејќи земјата се наоѓа во една дупка, и додека излеземе од таа дупка, се свртиме кон сонцето, тоа ни сјае се до следната ноќ. Значи, затоа имаме ден и ноќ. И таква е и сликата на црно платно и ја насликав. Па да ви кажам, јас сум почнала уште од најмала да цртам, да сликам, меѓутоа со оглед дека такви ми биле околностите, никогаш не сум имала пари да купам платно, да купам, бои, и затоа во последни години од мојот живот, со оглед дека завршив со сите задачи, исчував 4 внука, значи, створив куќе се тоа, и сега ми остануваа средства да можам да купам се она што не сум имала во текот на детството, и почнав така да сликам, и немам многу дела, немам мои изложби, но учествувам во групни изложби, како што е оваа групна интернационална изложба, и од сега, бидејќи сум јас член веќе во тоа, Art International се вика асоциацијата на Абдулреза Рабети, каде што во текот на годината постојано се вртат нови и нови изложби, и сега имаме покана, јас ги праќам тие покани на нашите уметници да учествуваат. Значи, кога му се восхитуваш некому, тој те привлекува, значи ти дава идеја и да твориш, да пишуваш поезија и да сликаш.